Дека со години наназад нешто не функционира како што треба во стопанисувањето со шумскиот фонд во рамките на општина Кочани, потврдуваат резултатите од истражувањето на Сдруженијето ИНИ од Виница. Според прибавените податоци, подружницата Осогово на јавното претпријатие Македонски шуми е една од најслабите во Источна Македонија со искажани загуби во работењето. Конкретно, најголеми загубари во конкуренцијата на сите подружници во Источна Македонија се токму Кочанската и Штипската. Иако се на само 50 на километри од Кочани, сосема поинакви односно позитивни резултати, бележат подружниците Рамна река од Пехчево и Малешево од Берово, кои се најпрофитабилни на истокот. До податоците е дојдено по реализираниот проект со наслов Транспарентност и отчетност на подружниците на истокот на невладината ИНИ. Тоа што ги загрижува граѓаните секако е фактот дека покрај негативните финансиски резултати во работењето на Кочанската подружница е неефикасноста на службите за заштита на шумите. Со месеци наназад нема информации за откриени случаи на бесправна сеча на шумите, иако во одредени кругови се зборува дека цели кории се соголуваат. Дрва крадат поедени со магарење и коњи, потоа со прилагодени коли и комбиња со трактори и камиони. На вака масовната бесправна сеча, шумската полиција останува слепа и пасивна. Во атарот на селото Панталеј, на пример, интензивно се сече дабова и букова шума, чии стебла не се поддебели со пречник од 10 сантиметри, што е недозволиво.